Окей. Bilmiyorum Türkçe. Oo. Şu bu Makedonya. Makedonia. Oh. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес имам малку повеќе за возење. Ќе го возам мрачниот кањон во Турција, поточно од Карс се движам кон Ерзурум и 100 километри пред Сивас се исклучувам, одам кон кањонот, го возам кањонот и потоа јужно од кањонот спијам во едно како село поголемо. Заборавив како се викаше, ќе ви кажам кога ќе стигнам до него. А до кањонот од тука имам колку 500 и нешто километри и потоа имам уште можеби 70 километри до сместувањето. Всушност кањонот не ми беше дел од првичниот план за возење на ова патување, но бидејќи поминав помалку време во Ерменија, ми се отвори временска рамка за да го посетам и мрачниот кањон. Сега сум во Карс, излегувам од Карс. Утрото во Карс е свежа, локалното време е 8:20 часот, а и сношти вечерта беше свежа, јас излегов по коси рака, коси панталони и тоа околу 8 часот и беше ладничко, дуваше ветре ладно исто така, сакаше малце и блуза со долги рака и барем облекување. Тоа беше пријатно возење. Сега сум во градот Меркези, поминувам низ него и тука негде ќе гледам и да турам и бензин. Ќе платам со картичка нормално, бидејќи не најдов менувачница вчера. Немам лири воопшто во мене, 200 ако имам само. И тоа е се. Така да вечер ако може ви најдам да барам менувачница, ако не, или во хотелот ќе прашам ако можам со евра да му платам па да ми вратат во лири и тоа би било добро. Тука има некаква контрола. И лани кога бев низ Турција имаше многу места вака излез само таблиците ги проверуваат. Или пак одбираат некој за да ги запрат, некој за да ги пуштат. Точно што е ситуацијата не знам, но ќе видиме. Јас. Да тера? Ништо посебно не се случи, значи некој ги провери, ја не знам запишаа што направија. Но продолжувам јас, сега треба да има бензинска одма тука и да турам јас бензин. Бензинска. Да видиме дали може со картичка да платам. Ако може, тоа ќе биде одлично. А карт? Карт? Окей. Бензин фул. Торив јас 13,45 литри, 52 лири е литарот, бензин 95 октален, што значи литарот е се уште 62 денари во Турција, што е за 8 денари поевтино од лани, но тоа е резултат на опаѓањето на вредноста на лирата во текот на изминатава година. Значи лани лирата беше 1,56 денари или 1,64 денари, така нешто, а сега е 1,23 денари. Така да има опаднато доста. А имам јас уште 400 километри, нешто помалку за 400 за возење, што значи ќе треба сепак да турам бензин баш пред кањонот за да ми биде рајат душата по тоа.
Направив јас тука една пауза, едно турско кафе и еден чај, 120 денари ги платив. Ова ми е прва пауза за денес, иначе после околу 3 часа возење. Сакав што повеќе да извозам од причина што беше ладно убаво утрото, сега веќе почнува помалку да зажежува. И затоа сакав во ладовината што повеќе да извозам, бидејќи беше многу попријатно за возење. А тука до кањонот имам уште 250 км, околу 3,5 часа возење. English? Bitte. Passport? Yes. Açım foto. Okay. No problem. Thank you. Goodbye. Ова е премногу добар, се погоди фин човек. Сега тука возам кон кањонот и сепак изгледа и тука веќе како да возам по едно, не би го нарекол кањонче, но сепак убаво е, ритчина, планинчина, пат и тука реката. Веќе тука имам поглед на кањонот. Онде го гледам и мостот кој сега ќе го преминам за да се движам по кањонот, а тука има и со зиплайн се возат. Јако. Што сторе темница овде. Премногу изгледа јако луѓе кањонов. Бо сега тука треба да завртам во десно. Така. Да. Тунел. Стикерчина на враќање за лепо. Ајде да влезиме во тунелот. За сега е темен. Ау, јако е луѓе за возење овде. По Иначе ова е црниот кањон во Турција, кањон долг околу 10 км, а длабок 1 км. И овие црните карпи страните му се со навалени од 90%, значи за споредба, не знам дали имате сретнато, а сигурно имате по патишта има 10%, 12% предугорници знаци, по ова е 90%. Значи замислете колку се вака буквално вертикални.
Преако. Гумите не ги стижав овој пат, може би требаше. Но не треба да е рамно, не би требало да има угорници и удолници. Штета што е во сенка. О, навистина е убаво за возење тука. Патов си има своја опасност, значи ризгава е земјата, стрмно е многу. Не дај Боже да се заризгате малку, можете директно во кањонот да пропаднете. Иначе овај кањон е позната дестинација за луѓето што возат мотори кога доаѓаат во Турција. Тука ќе гледам да си направам некој убаво сличе на враќање. Очекував полесен офроад малце, но ќе мора да се преживее и со овај. Ова е веќе овде тесно. Шубо, значи влегвате во тесно како во порта и излегвате со поглед на кањонот. Овде сака внимавање, бидејќи ако сте со посилен мотор, малку да ви се прицни туражата и да не зборувам останатото. Среќа нема коли или такво нешто па да треба да се разминуваме. Јас иначе ќе се враќам по истиот пат назад. Тука изгледа има загинато некојате. Иначе видовте има зиплайн тука, има и по карпи да се качуваате, такви некои екстремни спортови. А има и вакви тунели. Мислам дека 28 вакви тунели беа. Како што гледате, има доста темница во овие тунели. Ај тука е убав офроадот, тука е ладничко, свежичко, убаво за возење. Еве уште еден тунел. Значи сите овие 28 тунели што ви велам, мислам дека се во растојание од 10 километри.
Еве не сум само јас, има и други мотори кои што ми оставија многу прашина. Тука еве земјиштето си има излизгано изгледа. Значи фактички секое вакво како парче се смета за еден тунел, затоа се 28. Значи фактички тука завршва сега едниот тунел и ова е друг тунел. И сите имаат свое име. Значи од десната страна има веќе табли, секој тунел има свое име. Ова е навистина темен. А јас тука негде ќе направам една пауза и ќе се вратам за назад. Ајде уште овие некои тунели да ги поминиме. Да ги поминам. Да. Ова ќе биде најдалечната точка. Дали ќе можам да го завртам тука без да слегувам? Опа! Опс, лизгаво, лизгаво. Да видиме каков поглед нуди ова дупче овде. О, баш е стрмно. Навистина е стрмно овде, ама истовремено и прекрасно. Направив една мини пауза јас. Синџирот Савајлево го подмачкував, сега полене прашина. Ќе сака пак чистење моторов, значи почна да ме нервира, само свири изле батеријата, пак му е време за менвање. Лани ко бев Турција, последно му е сменав, тоест неко се вратив од Турција, зимава му е сменав. И сега е веќе време му е. Јас полека се враќам назад, ќе застанам на враќање уште една штикер да залепам. А што е убаво место? Убаво и опасно. Мисле дека се гледа цел кањон, но не. Не и се. Шишина стаклен. Бре. Море. Не одете на то таму. Убаво е, но дојдете наутро, кој ќе биде малце посвежо, бидејќи во тунеливе иако свежи и убаво е, меѓутоа сепак се потите офроате, малку сте постегнати во возењето, бидејќи е лизгаво. Тука не, во тунелите убаво, меѓутоа на почетокот беше малце ризично, имаше големки камења. Сега се упатувам јас назад. Колку е само убаво. Убаво, а сепак опасно. Иди сад таму камионет. Кај ќе се разминуваме сега со него? Ако го почекам негде, па да не земи и тој да ме чека негде, па да поминиме времето во чекање.
ова е и тесниот дел. Здраво ми пушта. Немам уште многу до мостот. Како немам многу, уште 1 километар. Толку извозев. Преје. Па добро, може 5 километри, 6 негде извозив. Стварно е убаво. Само многу ми зажеже мене. Малку поладничко да беше. Ќе беше, јас мислам, подобро. И пристигнав на почетокот, тука сега ќе направам една малку подобра пауза, само точно каде да се паркирам. И продолжувам кон селото кој што уште не се сеќавам како се викаше, каде што ќе преноќам. Но прво тука ќе залепиме еден стикер. На кое место да го залепам? На овај знак тука ќе биде. Направив јас една 15 минутна пауза тука, многу е убаво. Додека си седев, едно време само ранг на веломарините овде насад падна едно камче, задзуни. А иначе Араб Гир се вика селото каде што ќе одам, хотелот сега го букирав. Шо му е, го најдов хотелот с ношти, меѓутоа не го букирав бидејќи имав малку повеќе за возење денес. Не знаев ситуацијата како ќе биде и затоа. Да, таму имам 1 час возење. А локалното време е 5 часот. Повторно тука полициска контрола, моторот повторно ми свири. За да го откачам конекторчето за свирката треба првиве да ги вадам, пошто морам седиштето да го извадам и мора вака. Ама еве го свири малци и престанува, сега престана например. Се пак пасош ако ми барат, ако треба да се распакувам овде, не знам. На угарамет ми треба да го откачам ова од ранецо за водата, го отпетлувам палтото, да ја вадам на раквицата, да го вадам то, да го извадам пасошот, па после истата постапка обратно. Не турив ни бензин, преќе застанав на бензинска, меѓутоа нема бензин, потоа немаше по патот друга. Не е лоша ситуацијата, имам уште за барем 100 километри. Имам за до градчето каде што ќе спијам до душа. 388 км поминав од кога наполнав последно. Според сказалката има за уште барем 100. Ама ако најдам, веројатно ќе застанам, сепак да турам за утре турено да ми. English? English? English. Passport. Yes. Makedonia? Makedonya. Do you speak English? Yes. Turkish? No. Bilmiyorum. Bilmiyorum Türkçe. 8. ayın 15. 23. ayın 15. 2025. 11. İyi. Zaten Schengen yok. Şunlar hep Schengen zaten. Eski şeyler. Stamp? You looking for the stamp? Yeah. He put it in the middle somewhere in the bottom of the page. No problem. Okay. Okay. Thank you. Thank you. You are welcome. Не знам кое запирање денес ми ова, трето или четврто, барем трето, а максимум четврто. Но добри сите беа полицајците денес што ме запреа, немав некој, не беа некои арогантни луѓе или нешто, баш фини, добри, пријателски настроени. Инаку дека ми го бараја печатот во пасошот, секогаш гледајте кога сте на граничен премин, доколку имате прилика, каде ви го ставаат печатот, бидејќи има ситуации вакви
каде што ви го бараат печатот. Јас имав една ситуација кога одев за Тунис, кога ја напуштав Италија, ми го скапа барање човекот во пасошот печатот од влез во Италија. Печатот јас видов кога го ставаше, меѓутоа многу блед беше. Сега точно во моментов не се сеќавам, меѓутоа знам кога ја напуштав Италија, скапа листа им из пасошот да го најди печатот, а бидејќи имам многу печати кај мене барем во пасошот, не е баш лесно да се најде тој што ви треба, а не секогаш со ред ги ставаат печатите. Еве на пример сега кога влегов в Турција, ми го кладе рандом на средина меѓу многу печати, долу ми го кладе печатот. Некој на пример во Тунис и во Грузија ми го ставаа, и во Ерменија ми го ставија на крајот на последната страница. Но секогаш ако имате прилика, гледајте каде ви го ставаат печатот, за вака кога ќе ви го бараат да можете да му го покажете. Bilmiyorum Türkçe. Türkçe Bilmiyorum. yatacağım mı? Otel. No, reserved otel. Otel good. Good. Hangi otel? Argayip. Ariki'de. Ariçi'de, I don't know. Bahçeli Konağı. Konuk. Bilmiyorum Türkçe. Full. Makedonya. Makedonya. Oh. Good. Good. Sevdim. Otel rezerve Rezerva, evet. internetten. Evet. Vadi Otel. Nerede? Vadi Otel. Otel. Bahçeli Konukları. Otel big. Bozkurt. Nerede? Burada. Agirayip some. Arapgir. Ha. Arapçı'ya gideceğim. Турев и бензин, човекот претпоставувам минуваше хотел, но имам веќе резервирано, се разбравме некако. Значи сега можам да си го ресетирам ова и да продолжам кон хотелот. Ова е навистина едно развиено, делува како туристичко градче, веројатно заради кањонот, но сепак не очекував. Пристигнав јас во Арапгир. Градче, некое село, не знам како да го наречам. Моментално се нервирам, GPS-ов не знам шо му е опаслено, низ некој бош уличина само ме носи. И ја шо уличима, то овде ме носи. Не одам, ќе завртам. Денес беше навистина еден преубав ден, исполнет со многу убави гледки. Иако возев многу, значи во 8 сабајле тргнав, сега е 18 часот, така да 10 часа буквално денес ги возев и мислев дека не бев сигурен дека ќе стигнам до Арапгир, од причина што беше навистина многу за возење, не знаев каква ќе биде ситуацијата, жешко, топло, ладно, и затоа и ви спомнав и порано дека не закажав сместување, баш поради тоа што не знаев дали ќе стигнам, но еве стигнав и не се чувствувам многу изморено. Среќен сум што денес успеав да го видам и мрачниот кањон, бидејќи доколку денес не извозев вака повеќе ќе требаше утре. Така да сега утре ќе имам помалку за возење отколку денес. Исто така денес тргнав и порано и тука сатот е 1 сат поназад во споредба со Грузија и Ерменија. И убаво направив што искористив што возев 3-3,5 часа без пауза од Сабајле наутро во ладовината, бидејќи мислам дека и тоа многу помогна. А сега уште 900 метри до хотелот. Да видиме што има ова селце да понуди. Пак некоја брза храна ми се јади сношти, јадев дурум, преубав беше. Сега пак нешто такво сакам да каснам. Но за сега не видов за јадење тука во градов, може би малку потаму ќе видам.
Може би ова уште не е центарот на градчето. Дали ако нема, ќе бидам многу разочаран. Мислам дека влегувам во центарот на селото, градчето. Перална е ова? Не. Не реков перална е моторов, перална му треба подхитно направен што да ви кажувам. Уште немам видено сендвичара со донер или дуруми. Ама мора да има шом толку вакви продавници, има сигурно и зајадени. Arab here Nazar Hotel. Aşağıda abi. English. Aşağı sağdan. Desno. Fala. Arab Kir Nazar Hotel. Nereye geldim? Arab Kir Nazar Hotel. Nazar Otel bak. BİM'in üstünden giriyorsun Nazar Otel. Zaten BİM'in üstü, BİM marketin üstü Nazar Otel zaten. Levoy Market. Nereden geliyorsun? Bak üst caddeye gireceksin ama. Bak karşıda bir sarı şey var ya, o sokağa gireceksin. Mislim neka razvora. Bir o minibüslerin durduğu Minibus minibüsün yanından gireceksin 30 metre hemen önünde Nazar Otel. gotovo. Hvala, teşekkür ederim. Otur bir şey ikram edeyim. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Hangi ülkeden geliyorsun diyorum. Neredesin o? Makedonia. Makedonya'dan mı? Yes. You know English? Okay, so at the minibus I should turn left, right? That's what he said. Gel çay may ikram edeyim. Gel otur. Okay. Once I need to settle down and after that Savcan gezmeye geldiniz. teşekkür ediyorum. Bir yana da. Yerleşirim, gelirim diye. He tamam. Teşekkür ediyorum. Ama ben şimdi gidiyorum. Eve gideceğim. O Yarın buradaysan, To go home, yarın but tomorrow, yarın buradaysan gelebilirsin yani. tomorrow Kapadokya. Tanış. Yarın kalacak mısın? Gidecek misin? yok bu gece kalıp yarın Kapadokya'ya gidiyorum. Kapadokya'ya gidecek buradan. Nevşehir'e. Ama we will see. Daha- Che vedi? Hadi. Hadi. İşin rast gelsin. Hadi. Bye bye. Mnogo nasmejan čovek. Дали сум на точното место, не знам, моторов леле, ќе ми извади од такт. Само свири. Ова да е Назар Хотел. Значи оти не си ги прат точно овие локациите на букингот, јас не можам да разберам што е толку тешко. Рачно имаш опција да си го наместиш. Arab Kir Nazar Hotel. Кај да го барам сега? Бо... Колку може да е тешко, вака беше и Грузија, колку... Arab Kir Nazar Hotel. Arab Kir Nazar Hotel. Nerede? Arab Kir Nazar Hotel. Nerede? Abi. Teşekkür ediyorum. Абе. Како може? А оти накако пиши од другата страна, бе, офлере. Ми личеше на ова, ама Јосупи нешто терпишеше на него. Многу чиста соба, нова е сега реновирале, 30 евра плаќам тука. Исто така и купатилото е чисто. Прашав заедење, ми рече треба да има, ќе најдиш. Сега очекував подефинитивен одговор, но сепак добар е и тој.
Иначе исто така оваа година во сите хотели во кои што бев во Турција ви даваат кафе различни врсти, ви даваат чај и ова веројатно и шеќер, шола и имаше бокал, значи скоро во сите и шишиња вода. И нормално шампун за капење и гел за туширање во тоалетите. Тука иначе плаќам, не ви кажав, 30 евра. И јадев јас сендвич со ќофтиња, беше премногу убав, ама малку ми беше не се донајадов, ама не ми се оди пак да порачвам, почна нешто за Александар, за Грција ми зборат. И не ми се збора политика, дојден сум тука да одморам и нема се да додам пак да пријадам, но сепак доволно ми е, не сум гладен. Го платив иначе 200 лири, што се некаде 240 денари, мислам дека не мислам, прилично сум сигурен дека не е таа цената, но тоа е ме скамна, но убав беше, барем тоа ми се јадеше касно фјадов. А иначе тука истата улица која што идев додека возев со моторот, ја видовте, затоа и не ви снимив ништо. И тука негде ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.